Благодарам. Првото прашање е до премиерот. Господине премиер, за жал по еден месец повторно морам, но и сакам да ве подсетам на барањата на вработените во Еврокомпозит Прилеп. Кога на претходната седница на пратенички прашања ви ги читав прашањата поставени од вработените во оваа фирма, во текот на дебатата ве замолив да не избрзувате повторно со ветувања кои што не можете или не можете за кратко време да ги реализирате. По еден месец од тогаш ситуацијата е буквално непроменета. Вработените повторно протестираа и денес, бараат средба повторно и со вас или со вице-премиерот, меѓутоа средбата не ја добиваат. За време на викендот дел од вработените повторно ми се обратија и ме замолија повторно да го актуализирам овој нивни проблем. И затоа јас сакам уште еднаш денес повторно да ги прочитам прашањата кои што беа доставени од минатиот месец. Работниците од 11 октомври Еврокомпозит моментално што се останати на работа, поштените технолошки вишок и пензионерите прашуваме кога ќе ни бидат исплатени придонесите за пензиско здравствено осигурување кој не е платено од 1.6.2012, со што во овој момент сите пензионери губат на пензија по 3.500 денари месечно на секоја исплатена пензија. Кога ќе ни бидат исплатени за останатите 15 плати, а може би се и повеќе? Кога на вработените што заминаа технолошки вишок ќе им биде исплатена премијата за технолошки вишок? Беше договорено со раководството на фирмата до крајот на 2018 година да бидат исплатени 50.000 денари, а останатите да бидат исплатени до крајот на февруари 2019 година. До сега од договореното е исплатено само по 25.000 денари, тоа беше во писмото кое што ми го дадоа, меѓутоа информациите од викендот се дека до крајот на февруари сте исплатили уште по 5.000 денари. Ја замолуваме владата, премиерот, заедно вице-премиерот Анѓушев, со кого имавме повеќе средби да најдат начин да го зголемат акционерскиот влог во Еврокомпозит, со што ќе ни ги платат придонесите за пензиско осигурување, за да не губиме премногу на и така малите пензии. Го замолуваме премиерот Заев и вице-премиерот Анѓушев да не го користат повеќе терминот продажба на фирмата и иден инвеститор, затоа што последниве 15 години се наслушавме за такви продажби и инвеститори и достанија. Никој повеќе не верува во тоа. Да напомениме дека за 3 години ќе нема повеќе вработени во фирмата, односно сите ќе бидат заминати во пензија по сила на законот. Да повторам уште еднаш, значи за овој месец од сите ветувања од говорницата кои што беа дадени, исплатени се само по 5.000 денари по човек на овие вработени во Еврокомпозит. Господине премиер, моето прашање е што направивте во овој изминат месец за решавање на голготата која што секојдневно ја живеат овие луѓе. Второто моје пратеничко прашање е до министерот за култура. Прво да ви се заблагодарам што денес еве не удостоивте да присуствувате на седницата за пратенички прашања, затоа што ретко се случува. Господине министер, прашањата кои се отворени во изминативе 2 години, од кога ова владеачка гарнитура е на чело во Република Македонија во културата, се многу, особено со скандалите со годишните програми за култура лани, а нарочито оваа година, така што мислам дека и цел ден да ви поставуваме вас прашања, еден ден ќе биде премалку. Но за ова ќе имаме можност да дебатираме на надзорната расправа која што ќе имаме во Собранието на Република Македонија, па затоа јас денес ќе се задржам само на едно конкретно прашање. Во време на претходната влада, тоест во време на ВМРО ДПМН, се започна со конзервација и реставрација на делата на Лазар Личановски и истите беа финансирани во рамките на годишните програми во 2016 и 2017 година. Проектите како конзервација на мозаици од куќата завршија, а во завршна фаза беа и проектите за сликарство и етнолошки материјал. Во програмата за 2018 за оваа намена биле одобрени 300.000 денари, од бараните 9.900.000 денари. И затоа овој проект се уште не ви е завршен. Во новата програма за 2019 година бројот на средства, односно сумата која што сте оделиле е 0 денари. Воопшто не сте оделиле средства. Исто така и за куќата на Лазар Личановски, која е споменик на културата од прва категорија, проект кој го започна претходната влада, но за жал веќе 2 години тапка во место. Колку што можеме да видиме, лани во годишната програма немаше одобрено ниту денар, а оваа година скромни 800.000 денари. На Националната установа конзерваторски центар од бараните 3 милиони денари. СДСМ и нејзините гласноговорници постојано велија дека должно внимание ќе посветат на заштитата на културното наследство, но ниту во оваа област, како во ниту една друга,
не видовме ништо од нивните лажни залагања. Господине министер, ве прашувам, зошто оваа година се одбиени проекти на Националната галерија на Македонија за довршување на овие проекти и заштитата на делата на доаенот на македонската уметност? И до каде се активностите со санација на куќата на Личановски, која треба да прерасне во спомен музеј куќа Лазар Личановски, тоест дали имате намера конечно да почнете со конкретна реализација на овој важен проект? Моето трето прашање денес е до министерот за земјоделие. Господине министер, изминатиот период проблеми во земјоделскиот сектор при откупот на земјоделски производи имаше во секој сегмент, како и при пласманот на речиси секој земјоделски производ. Во моментов секојдневно гледаме како јаболкопроизводителите во Преспа мака мачат како да го продадат својот род, се со цел да обезбедат основни средства за да ги прехранат своите семејства. Сведоци бевме на неколку протести од нивна страна, се со цел да ве испровоцираат да излезете во пресрет на нивната мака, но до моментов, за жал, не гледаме дека нешто сериозно сте заангажирани да го решите овој нивни проблем. Иако ве гледавме вас, господине министер, заедно со премиерот во предизборието, како на земјоделците им ветувате мед и млеко, односно истото го ветувавте на јаболкарите, од сето тоа остана само едно големо ќе. Моето прашање е, господине министер, знаејќи дека со оглед на порастот на температурите останува помалку од еден месец да се откупат преостенатите 50.000 тони јаболка, што е речиси и невозможно, дали воопшто, како, со кои мерки планирате да им помогнете на јаболкарите од Ресенско? Благодарам.